година отидов во Италија, сигурно дека целата моја кариера и најдобриот дел на мојот живот го помина во Италија. Моите деца се родени таму. Сигурно и менталитетот е сличен, близок на нашиот, на македонскиот менталитет и сигурно добро ми е таму. Кажа, планираме таму да останеме да живееме, али знаеш дека во животот не се знесе. Исто Македонија ми е во срцето и секој слободното време и одморот го користам овде. Уште колку ќе игра Горан Панов? Ето е добро прашање. Не знам, сега ми стечува договорот на лето, али имам понуда да го продолжам договорот со Дженова. Сигурно, желба ми е да одиграм уште една година, желба ми е да помогнам на оваа репрезентација уште колку можем ќе видиме. Да се затвори циклусот во Да, дај Боже да се затвори циклусот со одредено големо надпреварување. Тоа е мојата желба, мојот сон и се надам дека од 2020 ќе ми се остари, ако не, готов крај. Идеме во пензија. Кога сме кај пензијата, се зборуваше многу за твојата желба или идеја за председателското место во Фудбалската федерација на Македонија. Со новиот председател многу срдечно се поздравивте. Ви го чували столчето? Ма не, никој пат не сум имал желба да бидам председател на Фудбалската федерација, бидејќи уште сум активен фудбалер. И желба ми уште да играм, бидејќи сакам да победам. Едноставно фудбалот ми е најдраго нешто во мојот живот. Уште е добро што сакам да победам, се забавам, тоа е сигурно ако го изгубам тоа, сигурно дека треба да завршам со фудбал. Со новиот председател се познаваме веќе долго време и драго ми е што стана председател, се надевам дека ќе донесе многу позитивна енергија во репрезентацијата, исто и во целиот македонски фудбал. Се надевам дека ќе поправи многу работа, бидејќи има многу работа да се поправи во нашиот фудбал и се надевам дека ќе работи за доброто на македонскиот фудбал. Добро, во перспектива, кога би ја завршила кариерата и би ја донеле одлуката за крај на кариерата, би можело ли сепак да биде предизвик председателска функција? Види, за мене секој пат ќе биде предизвик да помагам на македонскиот фудбал, дали ќе биде председател, директор или некој спортски менаџер, секој пат ќе ми биде Македонија на прво место, ќе сакам да помогнам на македонските клубови, на македонските играчи или на тренери ако може некој да излезе надвор од Македонија, што може да... Тоа сигурно ќе се трудам да ја помогнам. Како што кажав, сега председателот треба најголем проблем овде инфраструктурата во Македонија. Треба, мислам, да се обрне најголемо внимание, да се поправи оваа инфраструктура, бидејќи ни фалат терени, а знаеме дека со добри терени и добри тренинг центари може многу да идеме уште напред во фудбал. Се гледа дека македонскиот фудбал или македонската лига ви е болна тема. Дали само инфраструктурата е проблем? Што уште се треба да се направи за првата лига или клубовите од првата лига да понудат квалитет во кој од каде ќе има и репрезентативци, не дека нема, меѓутоа да излегува. Знаеме дека нивото е на многу ниско, квалитетот е на многу ниско ниво во нашата лига, бидејќи најдобрите играчи одма многу рано заминуваат во странство и тоа е еден хендикеп, али мислам со добра организација, добри спонзори, помош од државата, од федерацијата, можеме да направиме добри клубови, јаки, мислам не само Вардар и Шкендија, треба да имаме 5-6 клубови како што треба, стадиони, барем да има по 4-5 илјади публика и мислам дека го имаме квалитетот, знаеме дека во младите категории имаме многу таленти, али треба да ги до некоја година треба да ги задржиме овде ако сакаме да имаме квалитетни екипи, како што напоменав, сигурно не ни помогна лошата инфраструктура. Немат, например, терените сега во овој период се стварно катастрофални и тоа е хендикеп за еден квалитетен играч да ги покаже своите квалитети на вакви лоши терени. Мислиш ли дека конечно по оние солидни настапи во Лигата на нации малку се промени перцепцијата на публиката за македонската фудбалска репрезентација, затоа што познато е дека кубурите со публика на стадионот кога ги играте надпреварите на домашен терен? Сигурно дека се промени многу работи. Сега луѓето од нас барат пласман на едно големо надпреварување. Прво ни бара да не бидеме последни во групата, доаѓа на стадион, не вреѓа, не свире, што е од оправдани причини, бидејќи изгубивме и многу послаби противници, игравме стварно очино и јас сум прв, знам кога играме лошо и не е проблем.
и вреѓање и свирење, тоа е дел од професионалниот фудбал. Сигурно сега луѓето гледам атмосферата е одлична и драго ми е што се врати оваа атмосфера во околу репрезентацијата и се надевам дека со овие квалификации, со помош на публиката можеме да изненадиме репрезентации како Полска и Австрија.